Ова што ние го создаваме во овие услови, мислам дека е за голема пофалба, посебно за медиумските работници, зборам за луѓето кои што се директно во оганот, пренесувајќи ја информацијата до својата јавност. Тешка една година поминуваат локалните и регионални медиуми во Северна Македонија. Финансиската состојба во која се наоѓаат подолго време, велат уште потешка ја прави и пандемијата со COVID-19. Намален е и планот за нови инвестиции, за нови вработувања, за нови продукции, нови производи, нови продукти, нови клиенти. Доколку ова вака продолжи, тешко дека било кој медиум, дали на локално, дали на регионално и на национално ниво, може да истраи уште многу долго. И од регионалната телевизија Тера од Битола велат дека тешко се справуваат со предизвикот кој со себе го носи пандемијата. Она што ја облажува целата ситуација сметаат дека е помош од државата за плати на вработените и ослободувањето од плаќање на концесија кон Агенцијата за медиуми, но ти тешко се обстојувало. Заради тоа што во изминатата година голем дел од дејностите или пак се затворија или работат на работна рентабилноста, речиси рекламите да ги нема, особено кога зборувам за нашиот медиум, а тие пак ни беа единствениот извор на средства. Но Мицев, кој е председател и на Сдруженијето на локални и регионални медиуми, Медиум Објектив, вели дека им се потребни свежи финансии. И не во смисол на директни профити, него туку во смисла на нова техника, нови алатки за комуникација, во услови какви што се сега и во какви што работиме, сметаме дека сепак ќе има голем застој во технолошкиот напредок на било кој медиум. Дополнителен предизвик во овој период е исправувањето со лажните вести, но и говорот на омраза на социјалните медиуми. Со јакнење на капацитетите, сметам дека и поголемата стабилност на телевизиите, радиото и печатот, каде работат професионални новинари, само така ќе се спротивставиме на лажните вести, дезинформациите и мислам дека ова е шанса која треба да се искористи, бидејќи сега довербата кај јавноста кон традиционалните медиуми е многу поголема. Од Сдруженијето на новинари на Македонија велат дека се свесни за економската состојба во која се наоѓаат овие медиуми и оти се обидуваат заеднички да изнајдат модели како тие да бидат поддржани во својата работа. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.